Па ајде, добро утро. Сато е 9:45. Температурава е супер за возење, околу 19-20 степени. Направив мала промена, го облеков зимското одело. Заради тоа што очекувам температурите да бидат се пониски и пониски. Денеска се движиме по една северна линија. Треба да стасаме до Hirtshals, Данска. Еве мапата. Значи моментално се најдуваме овдека во Наксков. Денеска би требало да стасаме негде овдека во Hirtshals. Значи треба да фатам фериброд овдека, да стасам до другиот остров и после по автопат до ова место овдека. Денеска има некои 400 км за возење. Искрено преубаво си поминав овдека во Наксков, Данска. Преинтересен, предобар град со многу душа, со многу ствари за гледање. И мислам дека во брзо време пак ќе се вратам овдека. Сега на некои 10 минути треба да се качиме на фериброд, да поминиме од едниот остров на другиот остров. Go to lane 1. Пак ќе кажам, за мотори е секогаш just go. North Makedonien. Ja. Добро е. Преживеа овај пат. Али беше многу мирно времето. Еден завршивме и со овој фериброд. Негде од прилика беше 45 минути.
Иначе сега, претходно, Данска е држава како со поиќе поголеми острови измеѓу со море. Значи претходно се најдувавме на Лоланд, острово Лоланд. Сега се префрливме на острово, ако не се лажам, Флин или Фин. Мост број 4 за денеска. Инфраструктурава во Данска е страшна. Лелелелеле. Манга со цел камион на него. И приколица дури носи. Прејаки. Имаше екстремно многу гужва на ова делница. Цело време пато или автопато негде се поправа и прави. Искрено, данциве се многу неколегијални возачи. Секој си вози како што си наумил. Па зато решив да застанам до Алгорк. Имам време, овај ден не се брзам за нигде посебно. Па ќе го видам центарот, малце ќе одморам и можеби ќе најдам поголема мапа за да го истратуваме пато како ќе одиме. Архитектурава многу слична на Копенхаген, со некои луди дизајни на зградиве.
Интересен вайб има градов. Типичен скандинавски град. Едно нешто битно сега што направив овдека е купив мапа на цела Европа. Мапата што ја имавме досеја беше само на без Скандинавија. Така да ќе можам поубаво да го исцртувам и да го гледам пато што предстои. Слеговме од Албург, се гужува во намалена Ептен. Имаме уште некои 60 километри до Хиршлац. Успешно се сместив, поприлично интересно место. Сега одиме да видиме едно познато место овдека. Односно, не знам како ќе дојде на македонски, светларник. На англиски е lighthouse. Ова е еден од најпознатите најпознатиот светларник во Данска. Па да видиме како изгледа тоа. Иначе е изграден во 1800 и некоја година, што го прави еден од најстариите светларници во Данска. Светлото му се гледа на 25 наутички мили во морето. Значи, после толку долго време, уште успешно си ја врши намената. Овдека треба да паркираме сигурно.
него ферито наму. Утре со него одиме за некаде онаму во далечината во Норвешка. Иначе официјално е пуштен 1860 година. Кроз годините имало екстремно многу промени. Првично светлото буквално било на свеќа, па се сменило на керозин, па официјално таму од 1973 и на струја. Интересно. Градчево е многу интересно. Типична данска архитектура. Сите куќи се исти. Главно живејот заради ферибродите за Норвешка. Тоа е тоа, дечки. Сега се враќам назад. Утре не чека голем ден. Сабајле се качуваме на ферито за Норвешка. И веќе одавде можам да кажам дека официјално авантурата почнува. До сега беше само автопат, без многу ствари за гледање. Сега веќе мислам одавде дека официјално ќе биде поинтересно. I have a reservation. Yes. Ајде официјално здраво за денеска. Вистинската авантура е започната. Овдека ограничувањето на брзина е поприлично мало, максимум 80. Се дозведов клучок. Сега одам да најдам некој паркинг место.